Собранието го донесе законот за судски совет. Со 73 гласа за и 1 воздржан помина првиот реформски закон од правосудството. Клучните измени се јавни седници во постапката за разрешување на председател на Советот, прецизирање на критериумите за избор на истакнат правник, јавна расправа при избор на кандидати за несудски членови за поголема транспарентност, зајакнување на критериумите за избор, одговорност и разрешување на членови од редот на судиите и други новини кои се во согласно со препораките на Европската унија. Власта со пофалби, опозицијата со сомнежи за новото законско решение. Со вака предложеното законско решение се уредуваат сите клучни прашања: изборот, одговорноста, мандатот на членовите на судскиот совет, начинот на работа и одлучување, како и изборот, оценувањето и одговорноста на судиите и претседателите на судовите. Јасно е дефиниран во предложеното законско решение и принципот на политичка неутралност, односно членовите на судскиот совет не смеат да членуваат во политички партии и според мене ова е темел и основа за независно судство. Овој закон не подобрува многу работи во процесот на избор, затоа што повторно не е онаа постапка, веќе и пред мене колегите говореа, која што се користи за изборот на членови на ДКСК и повторно последниот збор во процесот на избор го има токму Комисијата за избор и именување во Собранието, така што не гледам како ќе биде изборот независен и при тоа нема ниту ранг листа, туку има листа на кандидати, што повторно остава можност на Комисијата да се избере и 15-тиот кандидат да биде прв и да влезе како член на судскиот совет. Новиот закон предвидува построги критериуми за членови на судскиот редот на истакнати правници, а предложени од Собранието и председателот на државата се бара најмалку 15 годишно работно искуство во правната професија, најмалку 3 препораки од универзитетски професор, адвокат или уставен судија. Инаку во судскиот совет се очекува влесно уште 20 нови членови како истакнати правници, откако завршија мандатите на Весна Дамева и Милјазим Мустафа. Председателката на државата треба да предложи нивни наследници, откако претходно најави дека ќе го чека новиот закон со заострени критериуми за да номинира членови на судскиот совет.